Иницијативата која следен до владата достави барање за воведување на е-инспекторат, но во следниот период ќе достават барање до надлежните институции за спроведување на истите. Со барањето за воведување на е-инспекторат, според представниците од иницијативата ќе се внесуваат сите записници од извршени инспекцијски надзори, а целта е да се има на увид дали одреден угостителски објект е безбеден или не. Посочуваат дека ова не е ново барање, туку е презентирано и претходно. Само денеска формално истото е доставено до влада. Затоа што според представникот од иницијативата, институциите не изреагирале кога истото било јавно презентирано. Умир Муамеди, од кој е следен, нагласи: доколку не се испочитуваат нивните барања од страна на властите, засега немаат амбиции да прераснат во политичка партија. Ние сме тука за посуштински, за системски промени, ние тоа го нарекуваме, пошто јасно е на сите кој е да дојде партија со ваков воспоставен систем, со вакво начин на воспоставување на работите, не очекуваме дека нешто би се изменило. Ние секако дека ќе ги искористиме сите механизми и ќе вршиме притисок за тие барања да бидат остварени. Истите ќе може да бидат проширени. Не знам, све е можно тука. Гледаме дека од трагедија на трагедија се случува. Протестниот марш е закажан за утре со почеток во 18 часот. Збирното место е пред владата, потоа присутните граѓани ќе се упатат кон судскиот совет и собранието, а крајната точка е кривичниот суд. Иницијативата која следен почна со протести по случајот со младата студентка Фросина Кулакова од Неготина, која беше прегазена на пешачки премин во Скопје. На 24 март, по трагедијата во Кучани, иницијативата организираше и протестен марш и бараа правда, системски промени и поголема безбедност.